Граѓанската иницијатива Здрава Котлина се сомнева во намерите кои стојат зад назначувањето на литванскиот адвокат Андриос Малиукас за нов управител на Euromax Resources. Тие сметаат дека ваквите чекори не се случајни со оглед дека досега правник не бил поставуван на чело на компанијата. Според Централниот регистар, промената е одобрена на 17 јуни, а Малиукас ја презема управувачката функција со неограничени овластувања. Неговиот ангажман е поврзан со комерцијална арбитража и решавање меѓународни спорови, а според објавената биографија учествувал во повеќе од 70 арбитражни постапки како арбитер, заставник или експерт. Поради тоа во јавноста се отворија прашања за можните следни чекори на компанијата во спорот околу концесијата. Па, знаете што, човекот се гледа дека има искуство во арбитражни спорови и сметаме дека со оглед на правната ситуација во која што се наоѓа компанијата и севкупно концесијата, е по наше мислење донесен да направи одреден притисок, психолошки притисок во насока на некаква спогодување со владата, затоа што ако беше за арбитража, тие ќе покрена арбитража ве одамна. Така што мислам дека тие немаат интерес да покренат арбитраж, затоа што ќе поминат многу потешко од што беше случајот со Казандол. Проектот Иловица штука повторно е во фокусот по неодамнешната одлука на Вишиот управен суд. Од Здрава Котлина велат дека владата не треба да потпаѓа под било какво влијание, туку да ги одземе концесиите. Во овој случај за Иловица постојат далеку многу повеќе аргументи, правни аргументи, докази и се останато што сигурно нема да помине на било која арбитража, било каде. Така што по наше мислење ова е еден вид психолошки притисок врз владата, демек еве дојде некој што знае дека има искуство во арбитража и сега ќе пробуваме да се спогодуваме. Владата не сме да се спогодува, него мора да се тера по правило во арбитражна постапка, ако се покрене таква. И пред се, владата мора сега во овој момент да ги одземе концесиите. Од иницијативата порачуваат дека ќе продолжат да ги следат сите постапки поврзани со проектот и очекуваат институциите да постапуваат согласно законските процедури.